На отворените денови на собранието, но и при секојдневни средби со граѓаните ги слуша нивните пофалби и сугестии, но и критики. За проблемите заедно наоѓаат решенија. Пратеникот Малиша Станковиќ во интервју за Курир открива дека од граѓаните на овие средби добиваат добри предлози и идеи кои наскоро ќе се преточат во конкретни законски решенија. Освен на отворените денови кои што ги имаме како собрани, ние како пратеници редовно се среќаваме со сите граѓани, значи дури имаме и од секој еден пратеник има свој ден определено, најчесто е тоа петок во кој што ги прима граѓаните, пред се граѓаните кои што доаѓаат од неговата изборна единица. Сега реалноста е таа. Граѓаните пред се настапуваат со своји лични проблеми, што доколку самиот си дозволно би кажал дека би ги поделил во две категории. Едни се проблеми за непостапување на одредени институции или потешкоти кои што граѓаните ги имаат да ги остварат своите права пред институциите, а вторите се економски проблеми. Мене ме радува фактот што граѓаните знаат и да пофалат и да кажат дека во изминатава година е значително подобрена состојбата во овие две полиња. Институциите почнуваат постепено да функционираат и да работат. Економската состојба на граѓаните почнува постепено да се подобрува и тоа ме радува. Секако дека во наредниот период ќе мораме дополнително да работиме за подобрување на состојбата во овие две полиња за кои што пред малку зборував. Инаку јас сум пријатно изненаден од граѓаните кои што доаѓаат и со своји сугестии, често знаат да сугерираат и да дадат навистина добри предлози. Ги сослушуваме граѓаните, особено еве тука помогна и овие отворени денови, да кажеме, на собранието, така да сето тоа е сумирано и во наредниот период, јас веќе се надевам дека тоа ќе биде од десен, ќе продолжиме и тие идеи кои што ги има граѓаните и сугестии ќе ги преточиме во конкретни законски решенија. Се надевам дека таквите конкретни законски решенија ќе бидат поддржани и од пратениците од опозицијата, бидејќи и тие при ваквите отворени денови ги слушна истите идеи кои што граѓаните ги имаат. Така да сметам дека ќе имаме една голема поддршка за ваквите конкретни предлог законски решенија. Социјалистичката партија на Македонија, која е дел од владеачкото мнозинство, го реизбра Љупчо Димовски за свој председател. Зачувувањето на националниот идентитет го поставија како примарна цел, а ни одговори и кои се целите на партијата за блиска иднина. Па видете, Социјалистичка партија на Македонија е една од најстарите политички партии. Ако мене ме прашувате, идеологијата на Социјалистичка партија е и најстара на овие простори. Ние работевме на тоа, овој континуитет кој што партијата го има и ова социјалистичка идеологија која што партијата е негова низ децениите веќе наназад, да продолжиме понатаму. Значи таа идеологија мораме да ја задржиме и кон тоа се стремиме. Во контекст на тоа и реизборот на господинот Димовски за претседател на партијата, со што покажуваме еден континуитет во функционирањето на партијата, но и единство кое што партијата во овој момент го има. Освен реизборот на претседателот Димовски на тој конгрес на партијата, ние донесовме еден многу значаен политички документ, тоа е декларација која што произлезе од конгресот, во кој што ги дадовме контурите и насоките на наредното движење на партијата во периодот од 4 години, бидејќи толкав е мандатот на претседателот и на раководството на партијата. Од тоја декларација која што ги има буквално дадено контурите за целокупното функционирање на партијата, би изведил само еден клучен момент, а тоа е националното единство и зачувување на националниот идентитет, бидејќи сметаме дека во овој период токму националниот идентитет, заштитата на културата и историјата на македонскиот народ, јазикот и идентитетот ќе бидат навистина ставени под удар, кој што гледаме дека се ставени, или ќе работиме исклучиво една од клучните работи на зачувување на тој национален идентитет. Јас сум задоволен со тоа што гледам дека и нашите коалициони партнери од ВМРО ДПМН действуваат во иста насока. И тоа е всушност и клучното нешто што вака не спојува, да речеме, ние како социјалисти и левица и ВМРО ДПМН како десница. Тој национален идентитет е нешто што мораме да го негуваме и зачуваме како македонски граѓани сите заедно. Еден од неговите приоритети како сектор е земјоделството. Македонскиот земјоделец изминативе години беше понижен. Станковиќ оценува дека само преку креирање на нови мерки, како што тоа го прави актуелната влада, земјоделците ќе добијат подобрена состојба, статут и ценење какво што заслужуваат. Пред се наследивме една состојба каде што субвенциите, нешто што им е најбитно на земјоделците, не беа исплаќани со години наназад и се доснеше со нивна исплата. Наследивме еден сектор кој што и нередовно исплаќаше плати, па имавме македонски шуми кои што немаа земено 3 месеци плата, имавме управа за водостопанство, односно
агенција за водостопанство која што немаше земено вработените 4 месеци плата. На сето тоа, згора на сето тоа, имавме еден буџет кој што беше практично истрошен и кој што не можеше да издржи до крајот на годината. Во таа состојба се презема итни мерки со првиот ребаланс кој што го направи по доаѓањето новата влада, веднаш се издвоена 1 милиарда денари токму во ресорот земјоделие, за да може да се стабилизира состојбата која што беше очена и која што беше затекната каква што беше затекната. За ова една година јас можам да кажам дека успеавме да ги исплатиме сите заостанати субвенции и субвенциите да почнат редовно да се исплаќаат согласно со оној календар за исплаќање на субвенциите. Во наредниот период ќе работиме на тоа да создадеме и нови мерки за земјоделците. Веќе има неколку мерки кои што се промовирани и се дел од програмата на владата, како и дел од програмата на Министерството за земјоделие, меѓутоа во иднина сметам дека основниот фокус ќе ни биде во создавање и креирање на нови мерки. Само преку креирање на нови мерки ние ќе можеме дополнителни средства да им дадеме на земјоделците, да ја подобриме нивната состојба и нивниот статут и да дојдеме во една состојба во која што земјоделците ќе бидат навистина ценети. Еве сега еден надвор малку од темата, меѓутоа повторно поврзано со темата. Гледате вие дека граѓаните најчесто се жалат на високите цени и на високите цени на земјоделските производи, но тоа значи дека ресорот земјоделие си одработува својата работа и дека земјоделците добиваат навистина им се цени трудот и земјоделските производи ги пласираат навистина со поголеми цени. Исто така од Заводот за статистика, ако гледаме, можеме да бидеме среќни и задоволни од тоа што веќе оној дисбаланс помеѓу средствата кои што ги издвојуваме како држава за увоз на земјоделски производи и онак што го извезуваме како земјоделски производи, што е континуирано во негатива, веќе почиња тој јас и таа разлика да се намалува. Тоа значи дека земјоделието се движи во вистинската насока. Во таа конотација ќе продолжиме понатаму. Убедлива победа на владеачкото мнозинство и 2 до 3 општини за СДСМ. Ваква е неговата прогноза за локалните избори кои есенва ќе се одржат во Македонија. Па мене, ако ме прашувате, јас сметам дека бројот на градоначалници кои што и до сега го имам и е навистина голем. Сметам дека уште повеќе ќе се зголеми. Можам по мене вака да оценам дека нема да имаат нашиот опозицијата моментално, значи нашиот политички противник, Социјалдемократскиот сојуз, не повеќе од 2 до 3 општини. Зошто го сметам тоа? Бидејќи граѓаните видоа дека може со една креативна политика во изминатиот период од една година навистина да дојдеме до подобрување на состојбата која што беше затекната. Значи ние не велиме дека сме поправиле се за ова една година, но граѓаните сметам дека осеќаат дека одиме кон подобро. Тоа сметам дека ќе се одрази на локалните избори и очекувам максимална и убедлива победа на престојните локални избори. Тука ќе биде интересно и како ќе се одвиваат работите и во кај оние кај условно речено албанскиот политички блок, каде што партиите од кои што се моментално дел од власта и оние кои што се од опозицијата ќе имаат според мен една тесна битка за освојување на градоначалничките места, каде што доминантно е албанското население и по принцип на нештата гласа за овие политички субјекти. Така да сметам дека во оние места каде што е македонскиот блок, нели условно речено на гласачи, дека таму ќе освоиме апсолутна победа на престојните локални избори. Една од најголемите битки се очекува да се води за град Скопје. Станковиќ како човек со искуство во овој сектор го прашавме. По Даниела Арсовска, каков градоначалник му треба на главниот град? По Даниела Арсовска секој градоначалник ќе биде добар. По Даниела Арсовска ни треба градоначалник кој што ќе се зафати со работа и поправање на сите оние состојби кои што за жал изминатите 4 години отидоа надвор од контролите. По Даниела Арсовска ни треба реален работник кој што ќе ја поправи работата во јавните предпријатија, ќе успеат јавните предпријатија да го работат она што за кое што реално се формирани, ќе успеат да имаме искосени тревници, да имаме чист град, како што во овој момент за жал го немаме, и после Даниела Арсовска му треба градоначалник од коалицијата за Твоја Македонија, за да продолжат работите онаму каде што застана и да продолжат работите како што треба понатаму.